Добро вечер. Во топ тема на ваша страна вечерва дебатираме за статусот на луѓето со попреченост. Уште со горчина се сеќаваме и свежини се сеќавањата на бунтот во селото Тимјаник против домот за деца со посебни потреби, но тоа како да не ги острани предрасудите и стереотипите, ниту пак брзо ги придвижува работите да се овозможи достоинствен живот за овие наши сограѓани. Во анкетата што ја спроведе агенцијата Емпроспект за Телма и МЦМС во периодот од 22 до 27 ноември на репрезентативен примерок од 800 испитаници, ја измеривме точно перцепцијата на граѓаните и нивните ставови кон лицата со хендикеп и психички ментални проблеми. За резултатите од оваа анкета, но и за сите други прашања на оваа тема вечерва, мои гости се Васка Бајрамовска Мустафа, заменик народен правобранител, Елена Кучовска од Полио Плюс, Душан Томшиш, советник во Министерството за труд и социјала, и Елена и Маргарита Милошевска од невладината ресурсен центар за родители на деца. Сервис на родители што имаат деца со посебни попреченост. Добре дојдовте на сите. Пред да почнеме со дебатата, ќе погледнеме репортажата што направи мојот колега Јордан Дуков за ограничувањата со секојдневно се соочуваат лицата со хендикеп или попреченост. Ова е Дарко Стојановски. Има 29 години и е лице со попреченост. Болеста од која тој боледува е остеогенезис имперфекта, со други зборови. Дарко има слаби коски и затоа е приморан да се движи со инвалидска количка. Со Дарко се сретнавме во неговиот дом во Скопско Ржаничино. Дарко работи како заменик секретар во канцеларијата на Мобилно Скопје и неговото патување кон работното место започнува секој ден по овој пат. Тој патува по 1 час и половина со автобус, а потоа уште 15 минути со инвалидската количка стига до неговото работно место. Пречките со кои се соочува започнуваат веднаш по излегувањето од неговиот двор. Бидејќи живеам покрај мост на Должњак, нема тротоар. На другата страна од Должњакот има тротоар, но вамо нема. И секој ден поминувам покрај возилата кај што возат. Автобусот чим се паркира, мора да дојде возачот да ме качи. Или некој ако има во близина, зашто на повеќето рампите не им работат. Не на повеќето, скоро на сите. Упорноста на Дарко и желбата самостојно да ги извршува секојдневните работи покрај тоа што не ја користи можноста за организиран превоз, тој не ја користи ниту помошта од личен асистент кој му следува. Неговата болест бара од него да биде физички активен и тој покрај вежбањето и пливањето ја користи патеката од последната постројка до неговото работно место за одржување кондиција. Вежбам по дома, си правам сам вежби, идам на пливање во базенот Карпош и тоа, и што се движам низ улиците. А движењето по улиците е еден од проблемите со кои тој се очува секојдневно. На шега вели дека оваа негова физичка активност е активност со пречки. Проблем се тротоарите. Има многу големи тротоари кај што морам самиот да се симењам. Нерамни тротоари исто така и возила на тротоарите. Често пати кај што нема ни тротоар, а и тротоарите се многу високи, кај што не можам да се качам, идам по улица и обично немам многу проблеми, но возилата мора да се тргаат кога ја идам повакво, по патот. Дарко се жали и на инвалидската количка која ја користи. Таа е многу тешка и е наменета за домашни услови. Ја добива бесплатно од државата на 5 години. За количка за надворешни услови треба да се доплати, а доколку се расипа нешто, сам ја поправа. Отидов за тркалца на количката да земам нови и кога побарав тркалца ми рекоа дека не може само тркалце, дека мора целата вилјушка на тркалцето да ми ја дадат. И ми рекоа една вилјушка со се тркалце 3000 денари. Чини. А ја имам уште една година, бидејќи поминаа 4 години од како ја земав количката, имам уште една година, си реков да ќе издржат уште една година тркалцата. Непристапноста на старите автобуси за неговиот хендикеп биле причина Дарко дури сега да го завршува средното образование.
тој е влюбеник во компјутерите, но и во оваа негова пасија ги почувствувал урбанистичките пречки. При еден проблем со компјутерот, однесов еден дел во фирма за компјутери и кога го однесов, они ми рекоа дека не може да се поправи, дека нов, бидејќи ми беше под гаранција дека ќе ми дадат нов. Ми рекоа да отидам до главниот центар кај што се сервисираат, отидов и кај што отидов немаше пристап за соколичка. И мораше сестра ми да доаѓа за да се качи горе за да го земе делот. Го испративме Дарко на неговото работно место, му посакавме добро здравие и успешна работа. Му благодариме за неговата ведрина, која што ќе не држи уште долго. Да, тоа беше Дарко Стојановски во нашата емисија. Маргарита, вие исто така како родител со вашето дете се соочувате секојдневно. Кои се најголемите проблеми? Кава е таа непристапност? Еве можевме да видиме. Значи, ние родителите што имаме деца со хендикеп, со попреченост, имаме проблем од самото нивно раѓање натак. Значи, кај нас секој ден е проблематичен. Децата со посебни потреби, на нас родителите ни прават животот да ние со посебни потреби. Ние веќе стануваме и родители со посебни потреби. Овој проблем што го гледаме сега на телевизија го имам и јас исто. Имаме, значи, количка собна, која воопшто не е за надворешни услови. Дали можеш една година да ја возиш, а 5 години, како што кажа сега на рекламата, дека 5 години не можеш да земеш нова количка, а да купиш за надворешни услови е 3000 до 5000 евра количка. Дали е пристапно местото кај што живеете, зградата има? Значи, ја живеам на 3-ти кат, немам лифт, се симнувам со неа пешки, значи ја држам тука за рацете, се симнувам по скалите и се качувам по скали за да одам на работа. Дневниот центар има пристапност, меѓутоа најголем проблем ми представува тоа што живеам на 3-ти кат. Сум барал, значи, години уназад, откако Мартина направи некаде 8-9 години, откако почна да биде поголема. Сега е веќе и потешка, возрастна, значи девојка од 15 години. Значи, јас стареам и со многу тешкоти одам на работа. Значи, сум благодарна многу на прошлиот директор на овој сега директор што ми дозволува да одам од 9 на работа, да не одам од 8, за да ја носам Мартина во центарот од 9 и до 3 да бидам на работа. Да, но проблемите остануваат. Да. Елена, јас не знам дали има друг град каде што некој со количка што е за внатрешна употреба вака вози по улица како што е Скопје. Дарко не е единствен пример. Па први морам да ви се заблагодарам затоа што на некој начин заради сепак затоа што денеска се прославува 70 години од Универзалната декларација за човековите права, чија што тема денеска и во светот е посветена на достоинството на граѓаните, на правдата и еднаквоста. Прашањето на граѓаните со хендикеп многу ретко се наоѓа и на медиумите, но и во јавноста да се зборува подетално, а особено да се направат и напори од ваша страна и од страна на МЦМС да се отвори и ваква една анализа да се направи, за да се соочат на некој начин и одредените проблеми кои што ние како граѓани се соочуваме, а пред се засегаат во остварувањето на граѓанските политичките права, така и кај економските, социјалните и културните права. Една од правата која што и беше прикажана во прилогот е токму правото за пристапност, нешто што ние како држава имаме подвалено во реализирањето на истото. Како да според сите конвенции државата е должна да овозможи слободно движење на сите своји граѓани. Така, пристапноста е клучна една од тие работи. И во конвенцијата е ставена буквално како едно хибридно право, без кое што доколку државата не го оствари, не може да пристапи кон реализирање на другите права, вклучувајќи ги граѓанските и политичките, за кои што пак обврската на државата е сега и одма. Почнувајќи од 2011, нашата држава има обврска сега и одма да ги реализира нашите права.
Проблемот околу правото за мобилност, кој што исто така е дефинирано и има обврска нашата држава да пристапи кон обезбедување на помагалата, ортопедските помагала, исто така имаме подвалено. Меѓутоа, сето тоа зависи и е поврзано, како викаме ние, во еден системски проблем. Најчесто институциите пристапуваат кон решавање на нашите проблеми или преземање на мерки кон реализирање на нашите права, секој во својот домен, без при тоа да ја видат системската поврзаност, која што целата слика за да можат да, велам, пак во насока да пристапат кон остварување на сите права. Господја Бајрамовска, колку кај народниот правобранител доаѓаат поплаки или организирани, или еве, да го земеме ова од кај што почнавме правото на слободно движење, ова е на мобилност? само една од проблемите, еден од проблемите со кои што се соочуваат лицата со попреченост. Пристапноста, проблемите се многу посложени. Не случајно во Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност или лицата со попреченост, пристапноста е издигнат на еден од принципите на кои што се заснива Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Има ли некаков напредок? Има ли некаква одговорност? Има ли некаква промена, барем последниве години? Ако направите споредба за тоа што е направено претходно пред 10 години, сега ќе речете има. Меѓутоа, ако ги гледате во континуитет во последните 3-4 години, ќе видите дека работите тапкат на место и понатаму. Ние и по поднесување на представки од страна на граѓани, по собствена иницијатива покренуваме, следејќи ги состојбите со правата на лицата со инвалидност, кои што не се ништо друго освен човекови права, и сакаме да увидиме до кое ниво има подобрување. Ако немате пристап до определена институција, ако немате пристап до определена установа, вие не можете да зборувате за можност за остварување на право таму. Ако немате, едно е пристапноста, второ е достапноста и на услугите, и на информациите, и на тоа што се нарекува нормално живење. Ако ја разгледате Конвенцијата за правата на лица со попречености, ако ги гледате состојбите во општеството, ќе видите дека ние сме далеко од реализација на многу работи. Ние имаме многу убави нешта напишано на хартија и конвенцијата и обидите за тоа дека еве работиме за подобрување на состојбите. Меѓутоа работиме со години, никако да се промени состојбата. И токму затоа е незадоволството на граѓаните. Овие промени ги гледат, овие слабости ги гледат уште од најмали нозе. Најдобар пример е родител кој што ви кажува дека живее во непристапно место за детето, изложено на еден многу тежок начин на живење, кој што го прави да се чувствува уште потешко затоа што има такво дете. Тоа е понижувачки многу. Да, сигурно дека се осеќам понижена. Кога слегуваме, кога ме гледаат комшиите, кога со жадливо ме гледаат, некои плачат, многу се осеќам понижена. Да. Господине Томшич, ги знаете сите проблеми, еве пристапноста е само еден од нив. Во Министерството, што се презема? Еве, јас постави прашање, толку ли е тешко да се заменат и да се издвојат пари од буџетот, наместо овие колички кои се очигледно толку неприкладни за движење, да се заменат со електрични или да се оди понапред? Се согласувам со сите тука на масата дека проблемот е многу слоен и опфаќа многу сектори. Значи, еден сегмент се ортопедските помагала, кои што нели се директно надлежност, да кажеме, на фондот и на Министерството за здравство, но сепак јас, ако ме прашате мене лично како Душан, би рекол дека треба да се издвојат активни колички за да лицата можат активно да учествуваат во секојдневниот живот, да се движат нормално. Дали имате некаква бројка колку се тоа луѓе, деца? Значи, во Македонија нема прецизна статистика, значи немаме попис, прво да се изброиме колку сме, а понатаму да отидеме да видиме колку се лица со попреченост. Единствената база на податоци која што постои се приматели на некоја парично право во Министерство за труд и социјална политика и тоа се отприлика околу 7.000 деца до 26 години и околу 12.000 лица кои што зимаат право на мобилност, слепило и глувост, така наречено. И тоа се единствените бројки кои што постојат, но не сите имаат исти потреби, имаат, нели сите тие луѓе се различни и ја мислам дека ние треба да ги градиме. Не, сега се тие. Сега се, меѓутоа има различен вид на хендикап. Точно, сметам дека ние не треба да градиме генерални сервиси категоријални, туку треба да ги почнеме најголемата промена
е да почне да се гледаат индивидуалните потреби на луѓето, да искача во пресрет на тие, бидејќи секогаш до сега праксата ја сочинувала дека за одреден проблем се има и групно решение, но сметам дека овој пристап треба да се напушти и дека она што ние се обидуваме да го направиме од следната година е да воведеме индивидуално управување со случај каде што секој лице, нели, ќе си биде самото за себе и неговите и државата да искочи во пресрет на потребите на лицето, да може тоа самостојно да функционира и да живее. И затоа се и сите напори во развој на индивидуалните сервиси за поддршка кои што на лицата ќе треба да им овозможат индивидуален живот и што потоа кога нели родителите веќе нема да можат. Се согласувам дека тоа е една голема тема на која што и ние ставаме фокус, бидејќи голем број од лицата со попреченост веќе живеат со стари родители и ќе ни се случи во иднина да тие луѓе, нели, останат без соодветна поддршка ако не ја развиеме ние во меѓувреме. Сметам дека тоа е основата на која што ние треба да ги базираме нашите политики и да развиваме сервиси во локалните заедници, но не само сервиси во локалната, туку и локалната заедница треба да им даде на тие луѓе, бидејќи свеста е ниска. Вие бадија да развивате сервиси за поддршка кога заедницата нели не ги прифати луѓето. Што значи тоа индивидуални сервиси? Тоа ќе бидат луѓе кои ќе работат. Тоа ќе биде сервис кој што ќе одговори на потребите на секој лице. Секој лице има различни потреби тука од нас на масава, значи така, значи еден му треба поддршка да оди во школа, за кој сега сервис ако мене ми е потребно јас да одам на свадба денеска, дека некој ќе може да дојде да ме чува мене. Заменска нега, тоа значи. Значи, она што го зборуваме, Елена, ако биде така. Тоа се предвидени решенија во новиот закон за социјална заштита и сите тие кој треба да се донесе во текот на следната година, но тие сервиси да заживеат, ќе треба и време и ќе треба и подигнување на свеста кај сите. Ние тоа се сочивме во оваа година каде што почнавме да развиваме услугата лична асистенција и верувајте, воопшто не иде лесно. Ниту лицата со попреченост не се свесни од потребата за таков вид на услуга, бидејќи кај нас низ текот на годините навикнате системот секогаш да генерира финансиски права и да дава пари, а не да дава услуги, кога лицата малце со скепса ја прифаќаат самата услуга, а втората работа е што не можете да најдете лица кои што сакаат да работат со лицата со попреченост. Значи тука збориме за ниска свест, можеби за некаков тип на дискриминација или страф од нешто, се не можам да објаснам, но стварно верувајте има бариери со кои што ние се невработеност, има луѓе што не сакаат да работат. Ние се соочуваме со микроменеджмент на дневно ниво за да воспоставиме каков таков во првата година сервис кој што се надеваме дека до година се повеќе и повеќе ќе се развива. Значи ние одвоивме сериозна сума на пари, значи парите не беа проблем. Проблемот беше во тоа што стварно наидовме на ниска свест и кај двете страни, значи и кај лицата со попреченост и кај оние што ја даваат. Можеби кога лицата со како асистенти би биле вработени во Министерството за труд и социјална политика или во социјални грижи или во дневни центри, можеби повеќе тогаш луѓето би се пријавувале. Ја мислам дека тука не треба така, како што кажа само Душко, да надополнам дека постојат поголем број на причини, меѓу кои познавањето на правото и принципот за персонална асистенција кај сите, вклучувајќи и лицата со хендикеп, но и кај самите институции. За жал, во моментот така како што е конструирана тој пилот програма за персонална асистенција, е помешан со негата и има одредени принципи каде што ние, тоест Комитетот за правата на лицата со хендикеп посочува дека овој персонален асистент или сервисот се разликува од останатите сервиси за поддршка на лицата со хендикеп. Овој сервис не може да биде контролиран од друг, го контролира самото лице со хендикеп. Овој сервис не го обучува некој друг, тој човек го обучува самото лице со хендикеп, па дури и децата, значи, тука овој сервис може државата да избери или да го исплека преку посредници, меѓутоа лицето мора да знае дека шеф или работодавач му е лицето со хендикеп или детето со хендикеп и не може контролирањето да се врши од страна на посредниците. И затоа, значи, мешањето на нега, каде што персоналните асистенти беа учени за одредени медицински состојби, направи да има
отпор од страна на одредени лица без хендикеп, кои што беа пријавени како персонални асистенти, но од друга страна држи ниската авна свест, каде што викаме ние духот веќе излезе од чишето, каде што се даваат пари. Кога велите персонални асистенти, тоа не се или не се луѓе кои ќе бидат вработени, ќе земаат редовна плата? Бидат вработени. Значи ние за прв пат во Значи не мора да се семејството, сега се не е на сме да биде семејството. А не сме да биде. Значи кај персонален асистент, родител, дечко, роднина, не сме да биде персонален асистент. Добро, прашањето е како ќе бидат организирани, Значи, односно кај добиваат? Прво не се согласам со тврдењето дека самото лице со попреченост што зима асистенција не се и кажува своите потреби. Ова е на самиот почеток најразвиена стандардизирана услуга во историја на Македонија. Значи 2 години е прајана услугата, значи секој лице пред да започне да прима лична асистенција пополнува самиот лист за самоевалуација и потоа заедно со асистентот и со близок член на семејството прават план индивидуален каков тип на услуга лицето треба да прими во местото на живење. Негата е многу минорна работа во самата лична асистенција. Во овој случај таа само помага наутро лицето да се облече пред да излезе, бидејќи тие лица имаат помош и во самото облекување или во одржување на личната хигиена пред да излезат. Од направената евалуација сега, после 6 месеци направивме евалуација, видовме дека лицата ја користат најповеќе за да излегуваат надвор, да одат на работа или да идат на културно забавни активности. Значи не се согласувам дека таа е нега и ние точно кај нас е поголем број од барањата на лицата со попреченост беа да биде тоа нега, некого дома да одмени, но сепак оваа услуга сакаме да направиме да лицата излегуваат надвор, да се осамостојат, да живеат самостојно, бидејќи тоа е улогата на персоналниот асистент. Она што е различно во оваа услуга е што за прв пат во државата ние уведуваме систем каде што средствата го следат корисникот, но сепак не му се дава директно на корисникот, бидејќи досега давањето на средства директно на корисникот не секоја завршува на конто на услуга. Така да направивме систем каде што определивме цена на чинење за 1 час услуга, што е 200 денари во македонски услови, што воопшто не е малку. Значи тоа го нема никаде во регионот во нашава земја. Значи ние за неколку видови услуги веќе имаме развиено ценовник на час, како што се плаќаат здравствените услуги, и планираме од следната година сите услуги да ги даеме на јавно договарање, на тендер, и оно што смета дека може и ќе ги исполни стандардите да биде обезбедувач на персоналната асистенција. Значи дали тоа ќе биде организација на лица на самите лица со попреченост и самите ќе ја водат и раководат својата услуга, тоа зависи од капацитетите на тој што ја дава услугата, или ќе биде друг за сметка на тоа кој што знае да менаџира со услугата, за нас е небитно. Битно ни е да самото лице ги пополни листовите за самоевалуација или доколку не може тоа да го направи со близок член од семејството кој што заедно со него ќе успеат да го надградат или да го направат овој сервис подобар. Елена, имате забелешки, веќе нешто кажавте? Добро, како што напоменав, точно е дека за прв пат се воведува, но сметаме дека вака поставениот пилот програма не ги следи принципите и одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и општиот коментар број 5 кој што го има всушност дадено толкувањето што значи персонален асистент за лица со хендикеп. Програмата за персонална асистенција не беше изработена од организациите и лицата со хендикеп, не беа водени, велам повторно, стандардите. И доколку не се движиме по тие стандарди, правиме Кажете ми кои стандарди сметате дека не биле, бидејќи вака општо за пошироката публика, еден не мора да се наброја. Обуката ја прави самото лице. Не ја прави организирана, лицензирана. Она што вие инсистирате, второ, може лицето персонален асистент да даде, може би и нега, но тоа одлучува самото лице и самото дете. Значи не одлучува. Трето, го контролира лицето. Добре. Што е тоа, зошто е тоа проблем? Па ја не гледам зашто ние во асистенцијата ништо не правиме различно, значи самото лице определува каков тип на услуга добива, самото лице контролира услугата. Обуката беше таква бидејќи ние во Македонија се соочивме со јавен повик, на кој што јавен повик не добивме организации кои што сакаат да даваат асистенцијата. И видовме дека поготово надвор од Скопје нема капацитет некој да обезбеди услугата, сепак се работи за доста лична услуга, како што некој кај некого влага дома и треба да има довербата и лицето према тој што или го одбира или ако не може да го одбере, нели го избира од тие што се дадени од провајдерот, и верувајте дека ние мачиме и со овие сега и со поминати обуки на луѓето,
да воспоставиме квалитетна асистенција. Да И она што е проблемот, што обуките теоретски кои што се даваа на самата обука не беа насочени за давање на персонална асистенција, него беше за заштита и повреди при работа, бидејќи во некои случаи вие имате подигнување на лице за да извршите асистенцијата, каде што може да добие повреда и самото лице кое што ја дава асистенцијата. Значи беа учени основни и јас истото кажував дека се премногу теоретски часови, но сепак во непостоење на капацитет ние сакаме да направиме еден пул од луѓе. Сега во наредниот период ќе дадеме можноста лицето само да го предложи асистентот и самата обука да се спроведува, но веќе имаме Дали сите че имаат персонални асистенти? Дали сите лица на кои ми е потребно што постои дискриминација? Сега имаше 200 персонални асистенти. Не, 100. 100. И тие не се пополнија. На ниво на И тие не се пополнија за жал. И па тоа ви кажувам дека еве сега ќе дадеме и 200 и 300 и 500. Ама и 300 е малце. Ама во законот ќе биде отворена можноста да видиме колку лица со попреченост и колку прво пазете, ние мора да гарантираме и безбедноста на тие што ја примаат асистенцијата. Нека од држава го плаќаме сервисот. Не дај Боже утре да се случи нешто, така? Сепак мора да има и контролор. Дали сите општини беа пријавени на Сега законот ќе ги даде сите, значи во пилот фазата беа 7 општини, точно е така тоа, ама една Австрија, Виена, 5 години пилотирала само со 100 луѓе со телесна попреченост. Значи ние сега ако сакаме да направиме одма да дадеме услуга која што не е подготвена, само да направиме штета можеби некаде, ја мислам дека е погрешно. Да. Предпоставувам дека бидејќи е новитет кој што во македонските простори е непознато. Надвор секако тоа е веќе и текако расширено. Земете ја Хрватска, не мора да отидете далеку. Хрватска каде што омбудсманот на Хрватска за лица со попреченост е само лице со попреченост, кој што е неподвижно, комплетно неподвижно. Само да ви кажам еден факт. Персоналната асистенција од буџетот на државите во регионот се финансира само од Република Македонија. Сите држави околу нас се финансираат програмски или општински, кај нас е единствената услуга што е дадена во закон со час цена на чинење, што сме напред. Јас ги прочитав сите држави во регионот пред да воведеме услугата. Значи имавме 2 години европски проект кој што ги развиваше стандардите и ние сме единствените кои што на ваков начин гарантираме одржливост. Сервисот полека ќе се развива. Јас се согласувам дека имало слабости, јас ги признавам и тие слабости бидејќи јас се соочувам секој ден со слабостите. Но дајте веќе законот кој возможува, има средства, ќе ја развиваме сите заедно. И сите оние грешки кои што се увидени, ние сме затоа и правиме еволуација, ние сега пред крајот на годината сакаме да седнеме со сите луѓе што ја примале асистенцијата и тие што ја давале да видиме што чинело, што не чинело. Прашањето би беше само дали ќе се врши континуиран мониторинг на тоа што го давате, бидејќи само во тој случај можете да ги увидите слабостите и пропустите на време да реагирате да не дојде до некоја катастрофална грешка која што ќе биде на штета на лицето. Во стандардите кои што се објавени јавно пишува дека Центарот за социјална работа секој месец врши контрола. Самиот обезбедуваш на услугата врши контрола над асистентите. Самото лице со попреченост доколку не му се допаѓа нешто во давање на услугата, има телефонски броеви кај сите обезбедувачи на услуги во МТСП каде што може да се пријави неправилноста. Заводот за социјални дејности на секој 3 и 6 месеци мора да направи надворешна евалуација и да ни достави извештај кај нас во Министерството за труд. Затоа ви кажуваме ова е услуга која што стварно има развиени документи. Проблемот е праксата каде што ние стварно треба да ја подигнеме свеста и кај нас самите, и кај лицата што ја примаат услугата, и да ги поправиме грешките што ги кажува Елена, јас се согласувам дека свеста, односно ниската свест во Македонија за лицата со хендикеп и попреченост и каква е нивната перцепција, ја спроведовме анкетата на Телма и МЦМС и предлагам сега да ги видиме резултатите кои ги анализираше Тамара Гранчаровска. Маргинализирани, неретко стигматизирани од средината, лицата со хендикеп во Македонија секојдневно се соочуваат со некаков вид на дискриминација. Ова го покаже анкетата за перцепциите и ставовите за лицата со хендикеп, во кој 83% од граѓаните сметаат дека постои некаков вид на дискриминација кон овие лица, а 1/3, 32,9, сметаат дека постои висок степен на дискриминација. Испитувањето ги опфати односот на институциите кон овие лица барем во делот на пристапноста, зашто дури 60
30,6% од граѓаните сметаат дека тие не се достапни за лица во количка, а 36% сметаат дека се. 40,3% се на став дека институциите воопшто не се достапни за лицата во количка. Огромен е процентот на граѓани, дури 95,6%, кои сметаат дека физички хендикеп може да му се случи на секого, додека за личниот однос на испитаниците кон овие лица со односот за позитивното или негативното е поизедначено. На прашањето дали е подобро лицата со физички хендикеп да учат во редовно или специјално училиште, 47,3% одговориле во редовно, а 45,1% смета дека е подобро во специјално. За правата на овие лица на вработување, 63,4% одговориле дека е подобро тие да бидат вклучени на пазарот на трудот и да можат да се вработат во било која компанија или институција, додека 21,9% се тие да бидат вработени во компании кои вработуваат исклучиво такви лица. Во контекст на психичките проблеми како хендикеп, многу високи 90% сметаат дека секој може да се соочи со ментални проблеми. За тоа кому би му се обратиле доколку имаат проблем со менталното здравје, граѓаните најголема доверба им дадоа на психијатрите со 33,1%, додека на член на семејството или на матичен лекар би се обратиле 21,4%, тоест 21,1%, а од пријател помош би побарале само 2,5%. Високи 60% не би се срамеле да призна дека имаат психички проблеми, наспроти 37,4% кои од тоа би се срамеле. Ова прашање покажува различен однос на етничките заедници кон луѓето со психички проблеми, па дури 61% од испитаниците албанци кажале дека би им било срам да кажат дека има таков проблем, наспроти 27,7% од испитаниците македонци. Половина од граѓаните, тоест 49,9% сметаат дека луѓето со психички проблем или ментално нарушување не треба да бидат исклучени од работа во јавна институција, додека 44,4% се за нивно исклучување. Зошто е тоа така, појасна слика се добива по одговорите на прашањето за тоа која е перцепцијата за луѓето со ментален хендикеп. 60,4% сметаат дека тие се насилни и агресивни, наспроти 35,1% кои не мислат така. Анкетата покажа разлики во прифаќањето на луѓето со физички или со ментален хендикеп од средината. 93,5% прифаќаат за соседи да имаат лица со физички хендикеп, 86,6% прифаќаат соседи да им бидат лица со интелектуални пречки во развојот, а само 53,4% би прифатиле за соседи лица со психички проблеми. Речиси идентичен е односот и кон центрите за грижа или ресоциализација за овие лица во соседството. За анкетата беа опфатени прашања како тоа дали е потребно политичките партии во својот состав да имаат лица со физички хендикеп, на што 74% од испитаниците одговориле позитивно, а само 16,3% негативно. За крај интересен е податокот дека дури 71,4% од граѓаните се на став дека знаковниот јазик на главонемите лица треба да биде признан како службен јазик во Македонија. Да, тоа се резултатите, навистина се загрижувачки, меѓутоа не и неочекувани, познавајќи дека навистина има големи предрасуди, стереотипи кои ги гледаме. Господја Бајрамовска, дискриминацијата е навистина тешка кон луѓето и со психички, физички хендикеп. Навистина изгледа шокантно дека 47,3% од испитаниците сметаат дека децата со физички хендикеп треба да доредовно, меѓутоа 45% сметаат дека тие треба да одат само во специјално училиште. Вие и самите правевте истражувања. Каква е ситуацијата? За жал, тоа е реалноста. Ние во последните 3 години во континуитет вршиме истражувања за инклузивноста, за перцепцијата на другите кон децата со попреченост. Почнавме со основното образование, минатата година го имавме средното, оваа година на денот на меѓународниот ден на лицата со попреченост го промовиравме истражувањето за состојбата со децата во детските градинки. Резултатите се поразителни, навистина поразителни, како од аспект на тоа колку се создадени услови за непречено остварување на правото на образование, кое што согласно правната регулатива е инклузивно, од една страна, од друга страна колку навистина се вложува децата, генерално сите, меѓу нив и децата со попреченост, уште од најмала возраст, од стартна позиција да имаат можност да ги развиваат своите способности. Интересен податок е тоа кој што во исто време загрижува, е тоа дека најголем дел од училиштата, и основните и средните училишта, не се пристапни. Вие немате, повеќе од половина од средните училишта немаат влезна
пристапност, рампа за учениците. Само 8 училишта се целосно непристапни. А не зборуваме за пристапноста внатре. Значи не зборуваме само да влезе во училиште. Само за да влезе. И тие што се некаде кај што ги има не се согласно стандардите за тоа како треба да изгледа. Истиот податок го добивме и во делот на детските градинки. Значи зборуваме за ситуација каде што имаме најголем дел од детските градинки, истражувањето покажа дека се на еден спрат, меѓутоа има такви кои што се на повеќе спратови. Меѓутоа поврзаноста меѓу ниве со скали. Немате лифтови. И натре во занималните исто така. Друг проблем се преку бројноста во групите. Ако законот вели дека треба да има 20 на деца во група. Да, тоа е проблем со детските градинки. Вие имате 30 на деца, меѓу кои има и деца со попреченост. Немате стручни тимови, нити во училиште, нити во детските градинки, немате дефектолози, а уште пострашна е перцепцијата на стручните и воспитувачи и наставници кои што сметаат дека за работа со деца со попреченост во такви редовни училишта или детски градинки треба да работа само дефектолозите. Таква една перцепција е катастрофална и треба потитно да се промени. Зашто треба да се да работат сите надлежни министерства, особено практично одбиваат да работат со овие деца. Ние овде зборуваме дека треба да се има во предвид потребата на детето, за да може да се прилагоди општеството кон неговата потреба. Да тргнеме на страна таа медицинска категоризација на децата која што досега секогаш правеше проблем, бидејќи се гледаше за тоа што детето не може. Тежнението е што детето може. И тука е целата работа, целиот прогрес кон што треба да се оди. А како се однесуваат, ми споменавте пред емисијата, дека добивате представки и од родители против? За жал, значи ние секоја година добиваме представки од родители каде што бараат помош од народниот правобранител да интервенира за да го тргнат детето со попреченост од паралелката каде што учат деца кои што не имаат попреченост. Јас само ќе ви споменам сега најновото истражување каде што ги потврдува овие наводи. Имавме фокус групи покрај на анкетно истражување, доставување на прашалници до детските градинки, имавме фокус групи и со наставници, и со воспитувачи, и со родители. Значи, родители кажуваат примери пред самите стручни служби на градинките, каде што каква е реакцијата на другите, на воспитувачите. Значи, родител добива изјава, одговор од страна на воспитувач дека неговото дете нема да биде во група со другите деца кои што ќе посета театар, затоа што во театар треба да биде тивко, а неговото дете пискало. Во друг случај, значи во овој случај родителот се понудило, бидејќи нема персонални асистенти, нема лични асистенти кои што ќе оди да му помогне, да отиде родителот, па ако дојде до таква ситуација да му помогне, да знае како да се справи во таква ситуација, било одбиено. Во еден друг случај се одржува приредба во градинка, каде што дете со посебни потреби на свој начин го искажува задоволството, станувајќи ракоплескајќи. Воспитувачот го зима детето и го носи во училна, во друга просторија и до крајот на представата тоа дете е принудено да ја гледа представата, да ја следи низ прозор, низ стакло, само затоа што тоа на поинаков начин реагирало како другите деца. Да, можете ли во едни такви ситуации не да зборуваме за инклузивност, за еднаквост? Ако ова не е дискриминација, ако ова не е импровизирана инклузија, не знам што е друго. Да, ова се наследена е всушност дискриминацијата со која што за жал досега никако не најдовме нити мерки, нити покренавме мерки, активности да се избориме за да може да зборуваме за некаков развој понатаму. И тоа некако ни се повторува од година во година, во одредени области дури и се само наталожува. И покрај големото, значи, перцепција на граѓаните без хендикеп во ова истражување, во нашето истражување кое што го направивме исклучиво само на лицата со хендикеп, размислувањата на родителите, дојавме големи има дискрепанции помеѓу размислувањата и на самите лица со хендикеп и родителите на лицата на децата со хендикеп, различен вид на хендикеп, каде што во тоа истражување кој што беше поддржано од ДЕУ, да споменам само, например, лицата со хендикеп сметаат дека немаат потреба од индивидуални планови, за разлика од родителите кои инсистираат дека треба да имаат
или пак разликата каде што родителите сметаат дека има доволно колку толку сервиси за поддршка, а пак децата, односно самите лица со хендикеп не ја чувствуваат и викаат ние сме многу дискриминирани. Така да мора државата тука тој баланс може би да го направи, каде што сепак мора да се разбереме и да сватиме дека Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и дава и наложува обврска на државата дека мора да преземи активности и мерки за остварување на правата на лицата со хендикеп, децата со хендикеп, а при тоа родителите се второ, значи позад. Најчесто имаме значи јас не да сум против ова инклузивно образование, сум за. Меѓутоа треба сите ние родители да бидеме искрени самите према себе и за нашите деца и да не бидеме преамбициозни и значи сами да сватиме зашто е нашето дете способно. Например, моето дете е со ментална попреченост и физичка попреченост. И јас мислам дека моето дете не му е местото на училиште. Сега јас ако сум амбициозна, преамбициозна, ја имам право да однесам Мартина на училиште. Ама кој ефектот ќе биде што Мартина е таму? Значи само за да ја го задоволам своето его како родител, ја носам Мартина на училиште и при тоа Мартина не може ништо да научи, ќе им пречи на другите деца и све. Значи ја мислам дека тука треба да се направи една комисија или не знам како би ја нарекле. Мислам дека се доволно комисии. Морам да те не комисија, него некое тело што ќе направи проценка на детето дали тоа дете е за инклузивно образование. Не се сите деца за Мислам дека имаме тука различни ставови, пошто заради тоа и се појавуваат тие дискрепанции околу тоа дали треба ние да одиме во специјално или редовно образование. Делот од специјалните, значи за во редовното, значи делот не сите лица со хендикеп точно треба да бидат во инклузивно. Треба да бидат во инклузивно. Меѓутоа колкав е бројот на тие деца. И второ, зошто да се гради посебна зграда? Тоа може да биде во склоп на самото редовно образование. Зошто имаме дневни центри надвор? Значи, тие се дел, пошто треба да бидат поврзани со едукативната. Во истражувањето кој што го имавме, преку 80% од граѓаните со хендикеп не знаат да кажат едно основно човеково право. Кога ги прашувате што се права, они сметаат дека туѓата нега им е право, човеково право. Не, ама тоа е влијание повторно од самите родители и државата. Значи државата преку постоечкиот систем врз родителите, а родителите врз нас, граѓаните со хендикеп, лицата и децата со хендикеп. Затоа мора да се направи паралел. Може во редовно образование, но потребни се сервиси за поддршка кои што нема само да имаат социјален карактер, треба да имаат образовен карактер. Маргарита, колку вие сте се соочиле со дискриминација, лично како ние сме дискриминирани. И така движењето вие, не, прашањето ми е од соседи, од другите луѓе, од непознати луѓе. Од соседите немам проблем, од соседите мои можам само некаде каде што сте отишле и сте се почувствувале недобре дојдени. Ја немам лично таков впечаток, не сум добила, нити сум имала некое такво искуство лошо, за моја среќа. Меѓутоа, имам проблеми секогаш со паркирањето на колите на местата кај што се за инвалидизирани лица. Да, тоа и во анкетата покажува дека е огромна. Сега видов на Фејсбук имаше некоја во Хрватска, мислам дека беше, протест на граѓани каде што имаше колички, инвалидски колички и напишано надпис се враќам за 5 минути. Како што, значи, сега се враќам за 5 минути, нели? Ова беше во обратна смисла да им докажа на луѓето дека не е тоа добро. Значи, во дневниот центар кај што оди Мартина моја, нема воопшто ни паркинг, ни ништо. Има еден знак поставено на моје барање и на барањето од дневниот центар, за да не се паркираат тука, но луѓето упорно се паркираат. Поставив со барање до локалната самоуправа, ми излегува пресред, поставиме знак пред зградата моја. Ама и натаму немате каде да... Ништо, пак се паркира, вика, не го видовме. Вика, нацртајте доле еден знак. Викам, ако нацртаме доле, ќе кажете зашто не ставим горе. Па преска спомна, проблемот е малку посистемски. Што прави државата, ќе слушнаме веднаш по паузата за реклама. Продолжуваме со дебатата. Господине Томшиќ,
Како предвидувате да има поголема инклузивност, односно децата со хендикеп? Пристапноста е главниот проблем. Тука ниту општините реагираат, никој не го почитува законот за градење само формално во училиштата. Што тука Министерството прави? Па јас не само моето министерство, сакам да кажам дека сите чинители само Министерството за труд, да се подигне свесноста на повисоко ниво и тука ја гледам улогата на тоа едно ново формирано тело, национално координативно тело кое што треба да биде задолжено за имплементација на конвенцијата и сега имаше серија обуки минатата недела на сите членови од различни министерства околу прашањата кои што ги допира конвенцијата и сметам дека можеби Министерството за труд е малку понапред од другите бидејќи ние имаме повеќе допир со темата, додека другите малку заостануваат. Тука пред се би сакал да упатам еден апел до општините, поготово до секторите за урбанизам. Значи многу е самата акција Скопје велодром за велосипедистите покажа дека пристапноста е можна и тоа може да се направи во секоја општина при промена на тротоар, само една плочка треба да свртите обратно и не кошта ништо во кога се прави. Или патеките за движење на лицата со слепите лица. Значи само треба да биде тактилна каде што може лицето самостојно со допир на стапче да движи. Тоа се работи или како пушта зграда, тој што подпишува ревизорот, надзорот, подпишува зграда која што не е пристапна, законот за градба, значи сепак мора веќе да почне да се повикува на одговорност и соодветните инспекцијски служби, инаку не можеме да решиме не пристапноста само со разговори да кажуваме дека значи тука е проблемот и сметам дека и се согласуваме со Елена во пузата како што го кажа тоа дека инклузијата на децата треба да почне од најмалите години. Тука исто и колешката Васка ја спомна проценката и тука треба да се направат премногу големи промени. Значи се почиња од 0 години, од кога ќе се детектира попреченоста, да се направи соодветна функционална проценка и согласно таа соодветна функционална проценка понатаму се развиваат сите сервиси, кои што тоа пред се прво додека е дете најмало, да му се подигне потенцијалот за да може понатаму да заврши школа и самостојно да живее и понатаму и да работи заради Боже. Маргарита, анкетата покажа дека семејствата уште се срамат, значи 21 век уште се срамат доколку има член од семејството со попреченост, над 60% сметаат дека луѓето со ментална или психичка попреченост се агресивни. Значи толку е ниска свеста. Се соочувате ли со тоа? За жал, многу родители ги кријат своите деца, се срамат да кажат дека имаат дете со попреченост. Ние од ресурсниот центар правиме презентации по градовите и во руралните средини. Родителите доаѓаат со срам и со страв. Многу родители има што не се ги знаат прво правата и толку малку права што ги имаме не се ги знаат правата кои им се срамат да ги побараат правата. Трети се срамат да го категоризираат детето. Значи имаме многу некатегоризирани деца. Зошто комшите ќе дознаат дека поготово се случува ова со децата со аутизам. Не сакаат да ги категоризираат децата, вика не сакам да земам нити пари, нити ништо, не сакам моето дете да биде категоризирано и покажано со прст дека има аутизам. А детето значи на очиглед стварно се гледа дека има проблем. Тоа е повеќе кај албанската популација. Да, вие живеете во Гостивар во мешана заедница и тоа го има и кај македонците и кај албанците. Ние им пристапуваме да се јавуваат во ресурсен центар, да се јавуваат и во другите здруженија, значи да си ги побараат своите права, дека сме ние тука како сервис за нив, да им помогнеме со сервиси, меѓутоа многу тешко оди. Јас сакам да кажам само да дополнам ова со албанци и македонци, сакам да кажам дека свеста се менува, бидејќи сепак сервисите кои што им се давале досега не биле можеби ни јазично пристапни. Вие ако имате специјален едукатор кој што говори македонски, а треба да работи со дете со аутизам кој е албанче, сигурно дека не може да направи таков пристап и спој. Има едно здружение сега кое што соработува со Министерството за труд, значи Имаго Плюс се вика, кое што е составено од професионалци од албанска етничка албанско етничко потекло, кои што во наш дневен центар дневно циркулираат 100 дечиња од албанска националност кои што добиваат индивидуален третман. Еве сега имаме дневен центар во Липково кој што никогаш не проработе. Во соработка со градоначалникот веќе има 35 дечиња од Липково кои што чекаат да влезат. Значи нешто, веќе и таму се имало бариера и била јазична. Точно треба
тоа што кажуваме индивидуален да биде сервисот, да се прилагоди према потребите на тие што го примаат сервисот. Значи ние не може да очекуваме дека во Скопје сите дневни центри биле направени на македонско говорно подрачје, дека дечињата од албанска нити вработениот што работи не би можел да се снајде, нити детето обратно ќе го разбере на другата страна. Ево во Гостиот дневниот центар е мешан состав, значи има дечиња од албанска и од турска и од македонска националност и ромчиња, има вработени и македонци и албанци и функционира многу убаво. Да функционира. Елена, и вие се соочувате нели со Па генерално да, лицата со хендикеп за жал како семејствата да им објасните дека семејствата не треба да живеат од хендикеп, него со хендикеп. Па не, како викаме ние да не станем лицата, тоест децата и возрастните со хендикеп, да не станеме златни кокошки на родителите, па тие да не држат во едно гето, затоа што целта е самостоен независен живот на лицата со хендикеп. И родителите мора да разберат дека мора да ја притискаат државата за сервисите, за поддршка, да им помогнат на нивните деца после 18 години да се осамостојат без разлика на каков вид на хендикеп има. Затоа е таа потребна да биде индивидуална и да биде воземена во предвид покрај интересот на лицето и волјата на лицето со интелектуален или психосоцијален хендикеп. Меѓутоа многу е важно паралелно континуирано да работиме сите заедно на подигнување на и промена на свеста. За да може да правиме и промена на свеста во држава ќе мораме да почнеме да правиме лидери на деца, лица со хендикеп, од различен вид на хендикеп, кој што од една страна ќе им помогнат и на самите родители да сватат дека без разлика видот на хендикеп, дека нивното дете може да биде лидер, може да биде самостоен, може да биде професор, учител, пилот, различни професии. Најчесто се уште ли има придработувањето дискриминација? Каде се знам дека вие имате Полио плюс програми за вработување? Имаме точно така, едни од програмите беше за Центарот за вработување на лица со хендикеп и примерот за развивање на системот за професионална рехабилитација. Меѓутоа големиот проблем со кој што се соочуваме повторно образованието, бидејќи државата прави сегрегиран пристап за образование за лицата со хендикеп, каде што априори одлучува за кои занимања ќе бидат наменети исклучиво за одреден вид на хендикеп кај одредени лица. Тоа значи дека, например, лицата со оштетен слух и говор од старт се предодредени да бидат само текстилни работници и да бидат металобравари, значи за метални, за ниска квалификувана работна сила. Такви се програмите во специјалните училишта. И сега нормално, кој што некој ќе речат, не ни треба специјални училишта. Може би во почетоков не можеме да ставиме крси да кажеме нема да ги има, меѓутоа можат да бидат транзициони центри, каде што тие центри барем за почеток ќе го нудат истиот квалитет на програма и образование како и останатите лица со хендикеп. Дали се планира да се менуваат овие програми или вакви поделби што на вистина? Тоа е во ингеренција на Министерството за образование и наука, што знам дека на ниво на влада. Беше планирано во текот на минатата година дека овие специјални училишта ќе треба да прераснат во ресурсни центри на другите училишта и стручниот кадар што е во специјалните училишта дава поддршка на сите други. И сметам дека тоа треба да се направи и овие сега што се како општинско корисна работа програми каде што 300 дечиња добиваат асистенти во наставата, ќе треба некако Министерството за образование во соработка со локалните самоуправи дали преку блок дотации да префрла средства за тоа. Бројка 300 дечиња. А каде се останат? Не, тоа е толку пријавиле општините, значи воопшто државата не определила бројка, него општините пријавиле дека во нивната општина има толку дечиња. Ама има многу родители што не знаат дека имаат. Да, тоа е добар системски проблем и мора сите заедно да работиме во спротивно. Во владата има вработено луѓе со хендикеп. Да, кај нас има советник на министерката, да, лице кое што се движи со помош инвалидска количка. Сега најскоро исто и премиерот зема лице што се движи со помош со инвалидска количка за негов советник и сметам дека полека се менуваат работите, сепак нели видувањето на нештата од таа перспектива
може би малку. Да, некогаш макар што не сме виделе што ги немаме тие маки со што не сме виделе кандидати ниту за советници, ниту за пратеници, ниту на локално, ниту на треба да има особено на локално ниво. Веројатно тоа најдобро покажува. Господја Бајрановска, веќе за крај, како да се избориме со предрасудите и стереотипите? Промена на свеста дома, промена на свеста во заедницата генерално. Институциите да сватат дека постојат за граѓаните генерално, вклучително и за лицата со попреченост, децата со попреченост, бидејќи тие се граѓани на општество, со создавање на основни претпоставки за пристап до права, а не предвидување, односно утврдување на права кои што ќе останат забележани само на хартија без можност тие да бидат практично исползувани. Ние поврзано со правата на лицата со попреченост, она што е најголемиот проблем е што пишуваме, препишуваме, согласуваме правни регулативи, меѓутоа имплементацијата на тие регулативи во пракса не е многу слаба. Без создавање на основни претпоставки, определување на средства, затоа што знаеме дека голем дел од овие остварување на овие права не бараат финансиски средства, меѓутоа има и дел кои што имаат потреба од тоа. И тоа треба да се обезбеди од една страна, од друга страна нормално вклучување на локалните заедници, да не ги чуваме на страна, бидејќи не може да се опрости, да се дозволи локална самоуправа да не знае колкава бројка на деца, односно лица со попреченост има на нејзина територија, да не подготвува програми во рамките на нивните совети за подигање на капацитетите, за создавање на услуги, како да се на им се потребни советници. Значи потребни се комплетни промени од најниско ниво, од семејството до највисокиот врв. Само на таков начин ќе можеме да нема потточки кои не поврзуваат нас како родители или како лица со хендикеп. Добро, сигурно дека има и кога се носат, ве консултираат и вас. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната дебата. Тука е крајот на топ тема на ваша страна. Останете на Телма. Имајте пријатна вечер.